Господине, може ли да ни кажете защо протестирате денеска пред владата во Скопје? Ние денес ги подржуваме титунарите, а ние лозарите сме посебно незадоволни од откупните цени на гроздето. Нас лозите ни се откупи за без пари. Едноставно така ни се украде. Што мора да така да кажам, жалосно е тоа. Меѓутоа за 3 динари грозје нема никаде. Заврши во буништо. Нека гроздето, ние бараме сега ова влада да се остане со директорите, со на визбите, со газите, да знаеме званична цена на гроздето. Која ќе ни биде? Да се откупува према малигани, а не према тонажа. Очекувате ли дека брзо ќе се реши проблемот? Па се надаме дека треба да се реши. Значи ова со години назад се влече. Ако ние одиме на квалитет, не може он да набере 3 од 1 декар 3 тона и фактички е тура нашата цена, што треба да добиеме ние. Ние губиме во случајот. И сега неговото грозде 3 тона и моето тон и пол, кој малиган има 24 28, завршува со неговите 19-17 малигани. И он ковид ми дава. Зошто ме мене ковид? Плати ми го мене гроздето човек. На малиганите и близбите знаат. Од малиган да го откупуват за напад. Избркаме децата, нема дете нема да видиш млад човек на лозите, нема да стапе. Сите сме старци. Ви благодарам. Тоа. Јас имам слабини. Не имам терен. Мене не
Може едно прашање? Очекувате ли дека ќе се реши проблемот со цените на тутунот, како што бараат тутунарите? Сега за сега, како што стојат ситуацијата, не. Не Зошто? очекувам. Нешто пасивно е од страна на луѓето кои треба да имат слух за да ни помогнат на тутунарите. Некако пасивно делуваат. До сега требаше тоа да дојдат до некој вистинско решение каде што од 20.000-25.000 домакинства, за жал 70% ќе поминат со лошиве катастрофални цени, може би 20-30% ќе поминат добро, ама ќе ја бројат сета таа ситуација дека е позитивна. Мислам дека најреално ќе биде сега сите да ги, како што се барените на тутунарите, да ни ја покачат субвенцијата од 100 динара линеарно на сите, за да може да го балансират целиот удар кој го имат сега. Од каде сте вие? Се занимавате со тутун? Значи јас сум градинар од Струмица и ги поддржувам тутунарите. Дојден сум да ги поддржувам тутунарите. Благодарам.
Представете се. А јас сум Југославнически тутун производител од Прилеп. Значи еве се собравме незадоволни од ниската откупна цена. Значи премногу ниско се цени тутунот. Значи владава ако нема слух за нас тутунари, па нека ни дај поголема субвенција. Значи ако штити фирмите, нека ги штити, нека не бештети нас со 2-3 евра плюс субвенција. Многу сме разочарани и мислиме скроз да го кажеме скоро тутунот. Па ако нема, за нас нека нема и за нас. Благодарам. Мислам дека премиерот ќе биде доволно доблесен да го спусти и да даде значење на ова што ќе му кажа. А тоа е следното. Господине премиер, кога доаѓавте на власт, чувавте стигот за сите. Не ветихте дека дел од македонското население ќе го осудите на тихо умирање. А овие цени кои што овие ценови изгледа на комунарите тоа и се случува. Ние полека тихо умираме. Отвидувам премиерот. Додека вашите деца не смеат овие пари, не смеат продукто, нашите деца страдаат за горка Еднаш да се разбереме. Таа столица на која седите, една од ногалките се подпира на грбот на земјоделците. Сметајте дека земјоделците ќе се тргнат, тогаш вие ќе паднете на газот. Можете да чудите, можете да не можете. Меѓутоа, него што се собира, не можете да го намалите, не можете да го измерите, да го слушате. Господине премиер, јас сум свесен дека во овој момент не слушате како секој дупати досега што не слушали и што не читали. Од ово место, пред овие луѓе, јавно ве повикувам да изразите на вратата на градот Овчарка, и да не повиквате нас од иницијативниот одбор за спекување на тие проекти, да чекате какви таква причина за распитање. Затоа што проблемите кои во Сирија има тргнаа од вашите процеси. Вие господине премиере дозволите заедно што тврдите дека тоа е крупнолистен тутун, кој што не бие на условот на тутунот од Прилеп.
Як це ви кажете, Гаврія і так само? Регіони, що се присудуєте, журналісти суду.